Ова е мостот во Долно Лисиче што води кон Јурумлери. Мост како мост, ама и не е баш така. Гледајте што се има во Вардарецот наш убав. Стеблата, шутот и пластичните шишиња направиле брана, па реката едвам се движи по зацртаниот пат. Загрижениот граѓанин Мирко зборува за ова скотско запушување. Кога се случи ова запушување пред мост? Па има година дена. Почна помалце, па повеќе, па повеќе, па повеќе и никој гледам дека не реагира, морам да реагирам ја. Ова сега кутренце може да претрча по овие. Не кутренце, можам и да демонстрирам, јас да поминам. Не ми треба мостот, од дрво на дрво, на дрво, на дрво, на дрво, можам од другата страна да испаднам. И сега ако најде голема вода и некое друго дрво, веќе тоталка запушено, мостот е многу стар, поминуваат тешки камиони, ако некој застани да помине камион, вибрира со големи вибрации мостот, што за мене не е сигурно. Мирко е 100% во право. Доаѓа есен во која можеби ќе има обилни дождови, па ќе си настапи зимата со евентуални снегови, а реката е блокирана и ете ти Белја. Мирко не седи мирен. Прво се јавив на СОС. Што им рековте? Вака и вака им реков. Мостот во Долно Лисиче е во голема опасност. Немаше никаква реакција, јас па дојдов по пијавици за месец и пол. Мостот повеќе и повеќе се натоложува со ѓубре, и тоа со големи дрва. Пак се јавив, истиот одговор. Меѓутоа за 2-3 дена... Што беше одговор? Ќе пријавам каде што треба. После 2 дена му се јавиле од СОС. Ми се една господја вика, вие сте се пожалиле за Долно Лисиче мостот, да. Ама не е во наша надлежност. Треба да одите, не знам сега, оние се поделени на општина Газибаба или аеродром, не знам тоа. Сега треба да испитувам, да трчам по институции. Се обратив, сега брзо и во полиција на Слободрачево, го добив истиот одговор дека треба да отидам до таа општина, дали Газибаба. Значи, ја како обиѓен граѓани треба да трчам. Да се надеваме дека сепак ќе има некаква институционална реакција. За жал, кога е Вардар во прашање, тука не е крајот на неволите. Тоа е веќе со години доваѓа цистерна од таа страна кај Петровец, да појаснам, не од Лисиче. Гледа дека собирам пијавици, цистерната со гома пушта, дури се смее. И му викам на другарот, дај бит, дека носиме вила за пијавиците, да речеме. Викам, дај да му искрашам и руки и ноги, ќе одговарам. Зашто несовесни луѓе во Вардар го загадува. Во Вардар ги фрла фекали. Да. Тоа еднаш сте го забележали или повеќе? Милион пати. Вардар е македонски, тие красиш Македонија. Едно време во Вардар се бања, јас сум влегувал и сега кој ќе влезам чизмите, не можам да ги измијам од прљавштини. И греот. Ајде луѓе, ајде. Време е за акција.